Изминатиот викенд два тима ученици од Средното општинско училиште Никола Карев од Струмица учествуваа на меѓународен надпревар по кодирање и роботика RoboJam Словенија. Во еден од предизвиците тие го освоија второто место и се пласираа на светското надпреварување RoboJam All Stars. Капитените на тимовите велат дека за успех треба вежбање и тимски дух. Надпреварот беше многу интересен. Нашата задача беше според дадена шема да подместиме дискови во боја за по-брзо време. Така, колку време се подготвувате и како течат подготовките за надпреварите? За надпреварот се подготвувавме околу 1 до 2 недели. Вежбавме на компјутерите на одредена шема и местевме како што ние сакавме, но за надпреварот задачите ни ја дадоја последниот ден. Така? Одевме од точка до точка, поточно во 2 точки и требавме за најбрзо време да ја напишеме и да се робочето достигне до нејната цел. Така, колку време работите кодирање? Дали тука само во средното школо или можеби од претходно имате? Претходно имаме малку искуство, но овде повеќе научивме. Работевме во блок кодирање. Не беше толку тешка вежбата, но немавме многу време за подготовка. Професорот Никола Делевски појаснува дека станува збор за меѓународен надпревар кој се одржува во повеќе земји, а поради близината тимот на Карев учествувал во Словенија. Тие си ги одмериле силите со учениците од 8 држави кои учествувале од 8 земји со 36 тима во 3 категории. Карактеристично прв пат учествуваме на ова надпреварување. Карактеристично беше тоа што самото кодирање и работата на роботот, како е испрограмиран, се одвиваше во реално време и едниот од предизвикот беше дури и во живо, односно судиите оценуваа работата на нашите ученици. Карактеристично е тоа што правењето на кодот, самото програмирање и пуштањето на работа на роботчето според дадениот предизвик се мереше на време. Победуваше по-краткото време, а не по-краткиот код кој што ќе беше направен. Да, точен требаше да биде кодот, точно требаше да го заврши предизвикот, меѓутоа по-краткото време. Судиите даваа и негативни поени. Така да мислам дека организацијата донекаде беше на завидно ниво, бидејќи имавме судии кои што беа од другата страна на нашата планета Земја, беше рано наутро 3-4 саат, тие беа специјално будни за надпреварувањето и мислам дека протече во најдобар ред се. Првите 3 места продолжуваат на RoboJam All Star кој се одржува на 5 и 6 ноември. До тогаш месечно ќе има надпревари во повеќе земји, а сите најдобро 3 пласирани екипи ќе бидат дел од All Star надпреварот.